Нашиот единствен маратонец во пливање Бошко Илиев, доктор Бошко Илиев, деноиве се врати од Албанија, каде што учествуваше на еден од поголемите маратонски трки и собири на маратонци од балканските простори. И навистина не изненади со оглед на тоа што неговата работа како маратон почнува во јули, па август, па септември, октомври и така натаму, и за него беше малку порано, меѓутоа како предизвик многу интересно. Затоа дојдовме кај него во неговата канцеларија за спортска медицина, каде што тој професионално работи, за да чуеме некој збор. Како помина овој прв маратон, докторе? Одлично помина маратонот. Беше планиран, значи, како ексклузивно ран маратон, 3 јуни, за прв пат во Албанија, од балканските простори, за прв пат на едно ново море за мене, Јонското море, едно прекрасно море. И една друга ексклузивност беше малку поскапа котизацијата, но се на се едно прекрасно здание, спортско, и едно патешествие што успешно заврши, успешно го реализирав и сега одиме понатаму. Колку километри се пливаше, нешто повеќе за самото пливање? Па вака, организаторите, италијани беа организаторите, го замислија маратонот во 3 етапи, значи на 2, на 4 и на 6. Јас се одбрав средната патека, мислејќи дека водата ќе биде поладна, значи се двумев меѓу средната и долгата. И добро беше, испливав солидно во моите можности, со солидно темпо, значи во лимит. Лимитот беше 2 часа, јас испливав 1 час и 40 минути и 2 секунди, значи за 100 минути го испливав маратонот. Беше пријатно за пливање, водата беше, морето беше мирно, водата беше чиста, прозирна, релативно топла, околу 20 степени, изненадувачки за овој период. Организацијата одлична, со солидно одбележена патека. Значи, еден од подобро организираните и попријатните маратони за пливање. Кој учествува на него? Учествува вкупно 39 пливачи, најмногу беа италијани, 30. Од Македонија овој пат не бев сам, значи бевме петорица, јас бев само од Кавадарци, 4 момци млади беа од Скопје, пливачки клуб Лирија, значи албанци, даши од Македонија, и тројца беа молдавци и еден турчин. Некаден пола на пола отприлика беа жени и мажи, точно не знам сега бројката на жени и на мажи, во сите категории. Јас пливав во мојата категорија до 55 години и остварив трето време во мојата категорија, значи, како што реков, 1 час 40 минути и 2 секунди. Ова е дипломата со која Бошко го потврдува своето учество и успешен настап на овој маратон во Албанија. Докторе, да го искористиме ова присуство кај тебе, да ни кажеш каков ти е годинава распоредот на пливање? Па, ова година најавувам една богата агенда, нели, во однос на тоа што, нели, привршува биолошкото време за пливање, се надевам дека уште неколку години ќе го правам ова, значи морам, така да кажам, морам да ги остварам некои зацртани мои маратони. Ете, немам пливано во Босна, долго време најавував, сега се појави една можност. На 15 јули за прв пат ме најавија веќе таму, мојот драг пријател Мијич од Србија ме најави на еден нов маратон по Сава, 10 на километри, мислам дека е 9 или 10. Тоа е во Босна, Брчко, на 15 јули. Претходно има 2 српски маратони, 9 и 10, Кањежа и Белград. Сега, да, традиционални, што не сум ги пливал, значи обично ретко повторувам маратони, лани го пливав Белград, сега уште еднаш го пливам, Кањежа не сум пливал, ги поврзувам тој викенд. Друго нешто најавувам на Јадранското море, секако 2-3 маратони, не знам само кој ќе ги спојам. Најавувам нешто, ова недела има и на Сомбор, исто едно езеро. После изгледа ќе одам и на тој маратон. Од најште маратони ги планирам нели промоција секоја година на некој од најште прекрасни езера, Мавровско и Мантово. Ќе се надевам и се трудам двата да ги остварам. Не знам колку ќе успеам во врска со нели со слободното време. Исто планирам еден грчки маратон, каде што има многу наши кавадарчани во Хелас, кај Платемона. Еден соло маратон, долго време го планираме со некои момци од кавадаци, ентузијасти што кампуваат таму. Исто околу 5-6 километри го планирам.
Бугарија, да не ја испуштам, веројатно таму можеби Созопол ќе се помести, можеби ќе биде пак Варна или Бјала и еден друг маратон Кржали, зависи и така. Се на се надевам дека 7-8 маратони ќе остварам, се зависи нели од моето слободно време, од професионалните обврски и нормално од финансите. И кога сме кај финансите на крајот, ќе има ли поддршка од широката заедница или повторно ќе одиш по фирми сам ќе го обезбедуваш целото финансирање? Па се надевам на поддршка и од општините и од стопанствениците, мои пријатели традиционално што ми помагаат, што го разбираат ова сето како едно добро нешто за спортот и за афирмација на нашиот град. Значи јас го афирмирам и нашиот град и нашата држава. Можам да кажам дека сум доста задоволен од оние традиционалните мои помагачи, пријатели кои што секоја година ми помагаат. Се надевам дека ќе заокружаме на финансиски процес кај што можам да ги остварам овие маратони. Ќе биде тешко, пошто немам менаџер, сам ги бркам овие работи, ама тоа е тоа што да правиме, мора така да биде. Љубовта е таква, посебно кон маратонското пливање. Доктор Бошко Илиев, прославениот наш пливач маратонец, му посакуваме успешно, мирно лето, мирни води и да ни биде жив и здрав за вгодина и за вгодина, бидејќи тоа е вистинска инспирација за сите што сака да се бават со овој спорт. Благодарам на вашиот интерес за моите амбиции во пливањето, за моите остварувања. До сега 40 маратони, 36 меѓународни, 11 наши. Се надевам дека и бројката 50 е близко, дека ќе надминеме ова година. Сега не знам за стотката, малку е далеку, ама ќе се потрудиме, берем 70 да направиме за овие неколку години. Се надевам дека се ќе биде успешно и ќе дадам еден мотив и инспирација на младите да продолжат по овој пат, овој спортско-рекреативен и афирмативен пат кој што го одам јас за афирмација на нашиот град и нашата држава. Одлично. Тоа беше доктор Бошко Илиев. Ова е rtk.mk.